Тинтери шоу! Добар ден, драги гледачи! И добар дојдовте во новата сезона на Тинтери шоу. Денес ќе ви покажам еден експеримент, доста интересен, но не смеете никако да го направите дома, затоа што е опасен. Всушност што е експериментов е обична реакција на горење. Тоа е кога кислород реагира со нешто запалливо, за да го оксидира и да направи повеќе продукти, тоест да го изгори. Например, тука имам шекер, обичен шекер. Тука ќе ставам малку. Ќе го измевам да е поситен за да е позапаллив, затоа што поситен треба да имаат поголема површина и затоа се позапалливи и подобро горат. Тука имам едно малецко од специјална керамика е направено ова чафче. Специјално е направено за да може доста високи температури да издржи. Ќе го ставам тука. И ова е само обичен шекер. Не е ништо за тоа, како што знаете најверојатно, шекерот не гори. Ако ставам шекер, земам запалка и го загреам, ништо не се случува. Дури да додадам малку алкохол, кој што е доста запаллив, да го запалам. Додадов малку алкохол и како што видите, некако се карамелизираше малку шекерот, но малку е покафен, толку. Шекерот не гори добро. Но, што може да се направи? Има во хемијата некои супстанции се нарекуваат оксидациони супстанции. Тие се, например, воздухот, кислородот, е оксидациона супстанција, таа оксидира работи. Ова шекерот што не гори. Ако запалам некое дрвче, тоа гори затоа што кислородот во воздухот го оксидира. Но некои работи, кислородот не е доволно моќна оксидациона субстанција за да ги оксидира. И затоа треба нешто што е подобро. Во случајов, само може да додадеме повеќе кислород. И затоа, тука имам една хемикалија. Само тука да го истурам малку. Ќе додадам малку калиум нитрат. Калиум нитрат е KNO3, тоа му е формулата. NO3 е нитрогрупа, така се нарекува. И всушност еве, да земам креда, ќе ја напишам на табла. Чекам. Земав креда и сега ќе ја напишам формулата. Калиум нитрат. Ова е нитрогрупата. Таа што го има кислородот, што всушност калиум нитратот го ослободува. Што се случува кога ќе се загрее калиум нитратот? Тој се распаѓа на околу 300 степени Целзиусови. И што се случува тогаш? Се распаѓа на кислород. Тоа е работата што ни треба. Кислородот помага во реакцијата и затоа доколку калиум нитратот се измеша со што било што гори, дури малку како например шекерот, му помага за да гори многу побрзо. Сега малку од калиум нитратот ќе измелам. И ќе го додадам во тоа што го покажав пред малку време за високи температури. Не целиот, малку. После тоа, малку шекер исто така. Ќе додадам малку шекер. И сега тука, оваа смеса, иако не е многу запаллива, бидејќи сепак не се многу ситно измелени состојките, многу подобро гори отколку само шекер или само калиум нитрат. Калиум нитратот не гори.
туку се распаѓа на кислород и на калиум нитрит, но тоа не е некаква реакција, не е интересно. Затоа тука ова се загрева и сега ќе се повлечем малку. Само пушти да снимаш. Седе да тука. Дојде до апаратот. Да ја снимаш. Има, зашто 3% има овде. Уже 3% има? Гаси. Спушти, нешто од калиум нитритот и од калиум нитратот изреагира со шеќер да направи калиум карбонат, кој што беше поголемиот дел од чадот. Остатокот од чадот е пареа од вода, затоа што исто така и вода е еден од продуктите на реакцијата. Тоа беше тоа за денес, дојдете следната недела пред телевизор, вклучете канал 5 и гледате Тинтири Минтири, може ќе најдете некој експеримент пријатен.